Поздрав до следачите. Досакувам пријатен ден. Еве, денеска ќе работиме на 1.9 TDI на Golf двојка, односно не, тројка. Значи, багер досан, 14 тона. И ќе пробаме да извадиме кабинава и гранава. Значи, гледайте колку има овдека. Значи, овие сите работи, внатре има уште 500 федерчина што треба после да се враќа. Шајбни сите треба овие да ги додумаш, ако ги додумаш од кај се шо се. Сали има, значи долу се изваени конектори. И преку 20 црева има на една страна, долу што одат. Тука имаш за компјутеро конектори ова она. А иначе е една ване растурена. Тука и појче има, бидејќи појче команди се. Значи сето ова треба да се растури, да се откачат сите црева од хидравликата, сите джекои сензори оваона и долу што е и кабинава назад ова што е за грејење и тука треба се да се исклучи. Ти реков ми рече. И после треба сето ова, значи треба нова и граната да се вади. Значи 14 тона. Гранава треба да се вади, а клинот за да се извади. Овдека не се ни гледа, се надевам дека му е измислено на друга настрана некако да ќе треба да се вади или па ќе треба да измислувам нешто навој да бушам корадап цигер да го правам. Значи, ова работа во живото, да ви кажам кој е најголеми коцкар и кој си. Најголем коцкар. Најголем коцкар ти е механичаро. Зошто? Од овдека се дупиш со возила од овој колку е, сигурно е 400.000 евра, нов. Се заебаваш за колку, а еден сензор некош да не работи и после оп, готово мајсторо винове. А овдека, еве, например, забележав, нешто има чепкано некоја будала пред мене. Значи, има некои жици, кинато е елиминирано, Бог знае шо правил. После ќе видам кој ќе ги растурам овие скроз, ама секој пат треба, значи, ова да го изолирал, да знаеш дека не треба, ова го забележав јас уште кој извадов ова дека не истргав јас, ама иначе ќе се думаш дали ти си ја извадил, не си ја извадил. Значи секој пат треба да рачунаш која будала пред тебе работела и што работела, треба да му читаш мислите. Значи секој пат ова работа не е земи лопатата, товари ја количката и ќе носиме негде, или земи метлата. Значи ова работа ти е сложена работа и сака и време, а ова работа без многу време не можеш ни да направиш, кај ќе направиш ова. Тој што мисли дека ќе направи за на ден-два, ова пријателна фабрика е собирано киз неколку време месеци, ќе направиш за на ден, утре на одручек. Значи, и тие што брчат, терајте, сликајте се пред кооперација, оставите луѓето што знаат си ја бркај работата, ова не е 1.9 TDI на Golf тројка и ќе ги звајме капачето или плочки ќе смениме. Значи, за ова треба и мозок и разбирање, кликер. Значи, сето треба да размислиш, ова кај ќе го најдам, ајде, на кое место, на чат GPT, ајде да опрашам како се вади кабинава. И што ќе викаш и чат GPT, отштрафи ги штрафчината и крени ја кабината и откачи конекторите ована. Колку треба за овие работи? Многу. А чат GPT, уште милион години нема ова да го направи како што треба. Ни да ви објасни. Ете, секој нека се проба. Дур да ја носите. Значи, и јас не е ова навредување. Значи сите сакаме да биде шо поевтино. И јас сакам, а зашто сакаме? Оти немаме пари. И јас сакам да имам Ламборџини. Тој не оти и сите ќе рече скапо е Ламборџините оваана. Не е скапо, пријатели, туку ние немаме пари. Ја не имам пари да купам Ламборџини, иначе што не се будала, зашто да возам, да речеме шо, Шкода, ова, она, Мерцедес, некој стар 50 години, ќе возам таква работа, така? Ништо не е скапо. И кај некој механичар не е скапо, ефтино е. Оти ако го направи, моја работа,
Знаеш што е најбитно? Моја работа што кај друг не пошла, а од друг работа кај мене дошла. Тоа е гордост за мене. А кој како ќе си го свати тоа, ичне да се замарам јас. Ама битно тоа е, кој ќе речите нешто скапо е, не е скапо. Ако ти е скапо, значи ти немаш пари за тоа, а не е скапо. И €1.000.000 да е, некој ќе врли така. Значи има пари тој и не му е скапо. А за нас и €200, €300 дефе кој ќе се јави 500, а шо 500? 500 ти е сет корпа ламела. И зова колку да биде. €100? Шо евра за шо? Седиште во не се вади за €100. Секој пат, значи, да се стремите кон подобро. Да си ја возможите и работете. Од работа срамота нема. Срамота е да немаш во джебо. А иначе, кој ќе работиш, ти шо, ево, извалка сум целиот сум, катастрофа. Ама, после мене ми е совеста чиста, мирно ќе спием. Поздрав да не ја должиме. Значи, поздрав до вистинските следачи на Check Engine, ви посакувам пријатен остаток од денот. А иначе, за 1.9 леда и 1020 и баба ми да викне и тачи напред. Како што знае, рековме, не баш како што треба, оти секој не знае и тоа да го направи. Поздрав!